Најава за денешните настани. За прв пат се прави инвентаризација на биодиверзитетот на изворите светинаум. Не се извинуваме за незгодните прашања. Новинарите и медиумските работници на протест за одбрана на достоинството на професијата. Реставрација и конзервација на стари раритетни книги ќе врши Охридската градска библиотека. Охридските ракометари подготвени и мотивирани влегуваат во утрешниот дуел со шампионот Вардар. Со најавените и останатите содржини на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес студено утро, а времето во текот на денот сончево и топло со дневни температури кои ќе бележат пораст. Максималната ќе достигне 12 степени. Во текот на ноќта кон сабота, во Охрид претежно ведро и студено со ноќни температури кои исто така ќе бележат пораст. Утре над северозападна, северна и североисточна Европа нестабилно со врнежи од дожд, снег, ветровито и посвеж. Во останатите делови од стариот континент, времето ќе биде стабилно и надпросечно топло за овој период од годината. На Балканскиот полуостров во сабота не очекува сончево време со локална облачност и топло во североисточните и источните делови од полуостровот с големина облачност, која на Балканот ќе донесе умерено облачно време. Максималните дневни температури од 12 до 17 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота студено утро со утрински температури во слаб пораст, ќе бидат во интервал од -5 до +1 степен. Времето во текот на денот сончево со локална облачност и слаб северозападен и југозападен ветер. Максималните дневни температури утре во Македонија од 11 до 18 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота студено утро, температурата 0. Во текот на денот претежно сончево и топло со максимални 12 степени Целзиусови. Во недела и понеделник умерено облачно време, ќе има повремени сончеви периоди и ќе биде топло. Минималната 1, односно 3 степени, а дневната 12, односно 11 степени. Во вторник веќе сончево и топло време, минималната 1, а дневната 13 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании.
Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. За прв пат се врши инвентаризација на биодиверзитетот и екосистемот на изворите во Светинаум. Целта на овој попис е да се добијат нови релевантни податоци за состојбата на природното наследство на овој исклучително важен локалитет. Изворите на Светинаум се едно од најмистичните и најубавите места од каде се напојува Охридското езеро. Тие се строго заштитена зона и ретка природна убавина. За прв пат се врши инвенторизација на биодиверзитетот и екосистемот на изворите на Светинаум. Целта на овој попис е да се добијат нови релевантни податоци за состојбата на природното наследство на овој исклучително важен локалитет, но и да се изработи план за негова поголема заштита. Проектот е финансиран од страна на УНЕСКО, а го спроведува Националниот парк Галичица, при што за прв пат е изработен посебен план за управување со комплексот на изворите во Светинаум. Јавната установа пристапи кон изработка на посебен план за управување со овој комплекс. Тоа е новина и нешто досега непознато за заштитените подрачја на територија на Република Северна Македонија. Јавната установа со своји сопствени ресурси, со активно учество на вработените, изработи работна верзија на овој посебен план и резултатите кои што ќе се добијат од овој проект ќе се искористат и ќе се вградат во овој посебен план, со што на некој начин би се овозможил поголем квалитет, ефикасност и ефективност во однос на зачувување и управување со ова подрачје. Изворите на Светинаум се едни од најмистичните и најубавите места од каде се напојува Охридското езеро. Тие се строго заштитена зона и ретка природна убавина. Ќе се добие еден навистина квалитетен документ кој би бил пример за тоа како можат одредени значителни подрачја во рамките на заштитените подрачја посебно да се управуваат, посебно да се третираат и со тоа да се нормално заштитата подигне на едно повисоко ниво. Изворите кај Светинаум наликуваат на мало езерце со течение на водата во форма на река. Должината изнесува 700 метри со максимална длабочина од 3,5 метри. Има 15 крајбрежни извори и 30 поголеми подводни извори. Локалитетот е богат со ендемична флора и фауна. Во вторник ќе се одржи 24-та седница на Советот на општина Охрид. ТВМ ќе врши пренос на седницата, чиј почеток е закажан во 11 часот. На дневен ред се 25 точки, меѓу кои алокација на средства во буџетот, одлука за субвенционирање на сметката за струја на водовод, формирање совет за женско предприемништво, како и легализација на дивоградби. Советот на општина Охрид во вторник ќе одржи 24-та седница на која треба да верификува мандат на нов член по оставката на советникот Нефи Усеини од ДУИ. Советниците ќе гласаат за изменување и дополнување на одлуката за извршување на буџетот за 23 година. Буџетот ќе претрпи измени во развојната програма за капиталните инвестиции во областа на средното образование 2023 до 2025 година. Советниците ќе се изјаснат за предлог одлука за субвенционирање трошоци за потрошена електрична енергија на јавното претпријатие Водовод. На дневен ред се и измени на годишниот план за вработување на општина Охрид за 23 година.
Советниците се очекува да дадат согласност и за формирање на совет за женско предприемништво на општина Охрид. На дневен ред е и одлука за подигање спомен обележје за Стојан Шутев, Тасе Василев и Коле Јанев од село Завој загинати за време на Илинденското востание. Советниците ќе гласаат и неколку одлуки во врска со спроведувањето на ГЛОБ програмата на општина Охрид во основните училишта Христо Узунов и Кочарацин. Советот ќе гласа и за 12 легализации на бесправно изградени објекти во Велгошти, Љубаништа, Лескоец, Којнско, Долно Лакочере, Опеница, Велестово, катастарска општина Охрид 4 и Рамне. ТВМ ќе врши пренос од седницата, чиј почеток е закажан за во 11 часот. Новинарите и снимателите со протестен марш го искажаа незадоволството од нападите врз нив, навредите од страна на функционерите и политичарите, нетранспарентноста, агресивниот државен пиар, нелојалната конкуренција и небезбедните услови за работа. Организаторите, Сдруженијето на новинари на Македонија и самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници упатија барања до владата и подсетија дека новинарството е јавно добро, а новинарите работат за јавниот интерес. Не се извинуваме за незгодни прашања, нема да молчиме. Стоп за агресивниот државен пиар. Сиромаштија еднакво на автоцензура. Ова се дел од пораките кои денеска ги испратија новинарите и медиумските работници на протестниот марш за одбрана на новинарското достоинство. Законите важни за медиумите не се спроведуваат. Јавните функционери имаат подценувачки однос кон новинарите и снимателите. Владата создаде најголема редакција во земјава. Институциите и нивните директори имаат проблем да сватат дека не е транспарентност кога со денови чекате одговор, а добивате пиар памфлет за објава. Локалните и регионалните медиуми работат на рап на издржливост. Безбедноста на новинарите не е на ниво на кое што треба да биде. Ваквиот амбиент не сакаме да го градиме, ниту поддржуваме. Сакаме да му кажеме стоп, порача председателот на Сдруженијето на новинари Младен Чадиковски. Тука сме, можеме да разговараме, но имаме сериозни барања до владата и до парламентот. Кои се тие барања? Стоп за негативниот тренд на понижувачки говор од страна на министри, директори, политичари. Стоп за агресивниот државен пиар што ја зема работата на новинарите, а државните институции ги претвара во Потемкиново село за очите на јавноста. Подршка за колегите од натрешноста, кои денес дојдоа во најголем број да го поддржат овој марш, во насока на изнаоѓање системско решение за квалитетна новинарска содржина и достоинствени плати, обезбедување услови за квалитетни професионални новинарски продукти, за традиционалните, но и за новите медиуми, имплементација на законите кои се важни во новинарската сфера, за обезбедување и независно функционално работење на јавниот сервис и на регулаторот. Брза и ефикасна имплементација на законите кои ја третираат безбедноста на новинарите. За сите овие барања, како што информираше Чадиковски, до владата доставиле акцијски план со точки, подточки и рокови за реализација. Бараме почит за новинарската професија, за сите нас. Никој не смее да не подценува и навредува, затоа што на крајот на денот работиме за граѓаните и работиме за јавниот интерес. Новинарството е јавно добро кое што не припаѓа ниту на владата, ниту на опозицијата, ниту на партиите, ниту на газдите на медиумите. Им припаѓа на новинарите и новинарките. Затоа условите во кои работиме мора да бидат достоинствени. Една од причините поради која излеговме на овој марш е да дадеме поддршка, да ја подигнеме свеста во каква состојба ни се наоѓаат новинарите од натрешноста, кажа Павле Беловски, председател на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. Во какви услови работат, како ни трули срцевината на нашата професија. Тие работат во наистина тешки услови, со се помалку кадар, со ниски плати и нивната социоекономска состојба е незавидна. Затоа и се повеќе се чувствува недостатокот на локални теми, на известувања од локалните заедници, што представува и сериозен недостаток на нашата демократија која нели се трудиме да ја унапредуваме. Сметаме дека е повеќе од битно да се донесат решенија за подобрување на состојбата, во која се наоѓаат новинарите и медиумските работници од натрешноста. Решенија кои ќе бидат системски, законски, а не парцијални. Решенија со кои работодавците ќе добијат квалитет, а нашите колеги сигурност. Бараме услови, а не милостина, драги колеги.
Беловски се осврна и на социоекономската сигурност и почитувањето на работничките права на медиумските работници, без кои не е можно објективно и професионално новинарство кое го штити јавниот интерес. На денешниот протестен марш кој започна пред влада, а заврши пред парламентот, својот револт го искажаа новинари и медиумски работници од национални и локални медиуми од државава. Националната установа библиотека Григор Прличев Охрид започнува со процес на заштитата на оштетени стари раритетни книги. За овие активности за ревитализација на книги предвидени се 300.000 денари од Министерството за култура, како средства за проект од национално значење. Проектот на реставрација и конзервација на книги, чија старост достигнува и до 2 века, предвидува создавање на услови за нивно понатамошно соодветно третирање и чување во трезор при библиотеката. Охридската библиотека започнува со процес на заштита на оштетени стари раритетни книги. Проектот покрај заштита по пат на реставрација и конзервација на книги кои се стари до 2 века предвидува создавање на услови за нивно понатамошно соодветно третирање и чување во вид на трезор при библиотеката. За таа намена библиотеката доби средства од Министерството за култура во рамки на годинешната програма за финансирање проекти од национален интерес. Директорот Милчо Јовановски вели дека тоа е добар старт во реализација на вака обемен проект. Кога веќе зборуваме за што е што на што можеме да се пофаламе и со најголемо задоволство што сакаме да го реализираме, тоа е еден обемен проект кој го започнуваме, заштита на стари и ретки книги, кој е започнат во вид на заштита на книги по 20-30 секоја година од пребогатата ризница на такви книги во нашата библиотека, од која имаме некаде од меѓу најстарите од 1800-та па нагоре. Покрај процесот на ревитализација на книгите се работи и на создавање катче во вид на трезор за понатамошно нивно третирање при библиотеката. Но сега веќе започнуваме и со ревитализација, барем така размислуваме, минатата година го направивме тој проект заедно со НУБ, на еден мал простор во библиотеката каде што тие би се чувале, затоа што треба посебни услови за нивно чување, не е само да ги реставрирате, туку како понатаму тие ќе се чуваат. Ќе го започнеме тој процес на работа, тука се добиени 300.000 денари, што мислам дека ќе бидат доволни за еден почеток и за реализација на овој обемен проект. За тековната година, Националната установа библиотека Григор Прличев конкурирала со 28 проекти, од кои 21 се прифатени во износ од 1.500.000 денари. Според ветувањето од ресорното министерство, може да се обезбедат и дополнителни средства за останати проекти доколку има ребаланс на буџетот во втората половина на годината. Надпревар против шампионот на Македонија сам по себе е мотивација. Со оваа мисла, ракометарите на градскиот ракометен клуб Охрид утре го пречекуваат двократниот европски шампион Вардар. Во првата полусезона гладиаторите доживеаат 2 порази од овој противник, но на крилата на победата во Битола и новиот играчки кадар се надеваат на трета среќа. Првиот надпревар на градскиот ракометен клуб Охрид на домашен терен во плеофот не можеше да биде против потежок ривал. Гостува шампионот Вардар кој во полусезоната го надополни играчкиот кадар со 3 нови играчи и со поширок ростер е уште посилен од есенскиот дел. Шансите за победа на охриѓани ќе зависат од тоа со кој состав скопјани ќе настапат, но ако се укаже најмала можност за поволен резултат, ракометарите на Охрид се подготвени да ја искористат. Добро се подготвувавме за овој надпревар преку видео анализа, тактичка поставеност на играта и можам да ветам голема борбеност и доколку ни се пружи шанса се надевам дека ќе ја искористиме. Капитенот на Охрид нагласува дека поддршката од навивачката група рибари и што поголемиот број навивачи на трибините многу им значи, посебно во завршните минути, кога концентрацијата паѓа и бројот на грешки се зголемува. Токму овој статистички податок за пивотменот Тасески е клучен дали мечот ќе има посакувана завршница. Имаме доста промени во бековската линија за разлика од претходната полусезона, но со контролните надпревари и еден од плейофот веќе се уигравме доста и за разлика од претходниот дел имаме доста намалено на технички грешки, што мислам дека ќе излеземе во побољно светло од есенскиот дел.
Надпреварот на ГРК Охрид и РК Вардар е закажан за во сабота во 18 часот и 30 минути. Цената на билетот е 100 денари, а од клубот најавуваат многу изненадувања на овој ракометен спектакл. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Двајца мажи на возраст од 26 и 34 години биле извлечени живи од рушевините во градот Антакија по цели 261 час од почетокот на земјотресот. Екипите стигнале до Мустафа Авџи и Мехмет Али Сакироглу, затрупани под урнатините на болницата, јавуваат турските медиуми. Биле повредени многу исцрпени, па спасувачите ги однале во итната медицинска помош, а луѓето околу нив аплаудирале на уште едно чудесно спасување. Турскиот министер за здравство на Твитер напиша дека Мустафа веднаш по извлекувањето инсистирал да телефонира на роднините. Спасениот човек по пружањето првична медицинска помош во монтажната болница е пренесен во медицинска установа, напиша Кожа на Твитер. Претходно по 260 часа поминати под урнатините беше спасен и 12 годишниот Осман Халебие. Мајка од Илиноис, Соединетите Американски држави, почина, а нејзиниот син е во критична состојба откако заедно скокнале од ледена карпа кај Нијагарините водопади. Полицијата соопшти дека мајката, која не е именувана, намерно скокнала откако се искачила преку оградата на островот Кози во државниот пат Нијагара. Трагедијата се случила на 12 февруари во 12 часот и 30 минути, а нејзиното тело е пронајдено во близина на комплексот Пештера на ветровите, која се наоѓа на американската страна од водопадот, која се протега на канадската граница. Петгодишното момче било спасено и однесено во детска болница во Бафало со повреда на главата, но мајката починала, а нејзиното тело било извлечено со хеликоптер. Момчето е оперирано и е во критична состојба. Жената дошла на Нијагарините водопади со сопругот и синот. Полицијата го испрашувала сопругот, но и други сведоци. Од полицијата не веруваат дека станува збор за несреќен случај, туку дека трагичниот настан ќе се третира како самоубиство. Штрајкот на англиските медицински сестри кои бараат значителни покачувања и подобри услови за работа се шири и на нови служби, меѓу кои брза помош, а закон средината на март нова индустријска акција најави и синдикатот на вработените во железницата. Следниот штрајк ќе трае 48 часа без престан од утрото на 1 марта, предходните траја најмногу 12 часа. Сега за прв пат во акцијата ќе учествуваат медицински сестри кои работат во итната медицинска помош, интензивна нега, онкологија и други оделенија што се уште не се приклучени. Бројот на медицинските сестри што ќе работат ќе биде сведен на апсолутен минимум. Штрајковите се прекинати во Велс и Шкотска по понудите за зголемување на платите, но владата на конзервативниот премиер Риши Сунак ги отфрла нивните барања да се зголемат платите веќе оваа година. Покрај медицинските сестри во последните месеци неколку пати штрајкува машиновозачите или други вработени во јавниот сектор, барајќи повисоки плати поради рекордно високата инфлација во Обединетото кралство. Највисоките лидери на Кина прогласија конечна победа над COVID-19, велејќи дека нивните напори покажале дека повеќе од 200 милиони луѓе добиле медицински третман и имаат најниска стапка на смртност во светот. Речиси 800.000 тешки случаи добиле соодветен третман, но лидерите предупредија дека иако епидемиолошката ситуација во Кина се подобрува, вирусот се уште се шири на глобално ниво и продолжува да мутира, објавија кинеските државни медиуми. Кина ќе зголеми стапката на вакцинација за старите лица и ќе го зајакне снабдувањето и производството на медицинските производи. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.